Морам да кажам дека влегуваме со многу убаво расположение во следниот блок разговори, бидејќи со мене во студиото е нашиот постојан здравствен консултант, доктор Александар Митов. Доктор Митов, добро утро. Добро утро. До сега си раскажувавме дека одеа рекламиве прво да честитам, имате придова, трето дете, син, да е здраво и живо, се дали како што треба. 35.000 лајка гледам на Да. Добро. Да. Ќе го кандидираме за нешто. Кој ќе му дојде време. Може, има веќе 4 претендици, мислам. Така. До сега си раскажувавме, бидејќи Пете и ја имам некакво бројно семејство, па до сега си раскажувавме анегдоти. Нема пострашна работа од кога мало дете не ти спие. Да. Тоа јас знам дека, бидејќи имате, се разбира, со сопругата доволно искуство и до сега, меѓутоа стварно кога мало дете во првите, ајде недели туку, кои ќе дојдат месеци, па не спие, едно деца ќе го фргав низ џаба. Тоа е често, да. Тоа е тоа. Денеска разговаравме да поразговараме за една тема која што кај нас така повремено се разговара, а се однесува на тоа кои прехранбени продукти кои што вака не се баш очигледни ги има околу нас, а не ги користиме, а се многу здрави. Но во меѓувреме се случи овој пожаров околу треска, тоа подигна големо внимание и така натаму. И јас видов една објава кај вас на Facebook. Мислам дека имаме таа фотографија од режија, би можеби да објавиме на еден од нашите монитори за да коментираме, а се однесува на следно. Се случи тој голем пожар. Таму имаше едно чудо, народ се промота додека уште гореше и така натаму. Чат се кревеше од позади. Сето тоа. За да се дознае дека гореле пластики, гуми, па дури азбест и така натаму, никој ни надлежен ни ненадлежен, ниту во заштитно одело, ниту со заштитни мерки, ниту со... Како ви се чини целата таа работа? Ние толку многу отрпнавме општествено и на се и на сешто и прифаќаме секакви ситуации, но има ситуации каде што не треба да се однесуваме така лежерно и така, еден пожар или нешто чат, па ќе дувне ветар, ќе помини се. Конкретно, јас се загрижив кога го спомнаа зборот азбест, бидејќи мислам дека кај нас и јавноста не е доволно сензитизирана на зборот азбест и што значи азбестот. Отичестичките од азбест во медицинската наука, во јавното здравје се препознаваат, има знак на еднакво помеѓу изложување на азбест и рак на бели дробови. И тоа не од калибар на изложување на цигарите. Например, многу повеќе. Оте кај цигарите, нели, има зголемување на ризик, кај некој ќе даде, кај некој нема да даде, а изложувањето на азбест со многу поголема сигурност води кон рак на бели дробови, и тоа конкретно на мезотелиом, една агресивна форма на... Мислите на ова вдишување на честички од азбест, кои што може и не се гледаат во воздухот? Точно. Видете, он може да биде инкорпориран во некој материјал, например, иако сега веќе е силно регулиран или забранет, но ако биде инкорпориран во материјал и на тој материјал, например, на масава не е нарушен интегритетот, не се рони, не е скршено, не гори, нема ризик, оти не се ослободува. Меѓутоа, во тие кровни конструкции, како што порано се користеа ни брановидни... Да, тие се салонитки, како не се сеќаваме, Поласкопи беше покриено со тоа. И се, например, вие да видите акција на чистење на таков тип на запад на кровни конструкции, тоа делува како да паднала атомска бомба и доаѓаат во скафандер од глава до петици, значи доаѓаат специјални единици, па се поставуваат од околу шатори, паравани за да не дувне, да не го однесе. Тој прав е многу опасен. Кај нас имаше ситуација, камера во живо, се врвулица луѓе наваму натаму. Па дури и пожарникарите кои што професионалци би требало до толку повеќе. И сега знаете како ова е ситуација која што барем газ маски ако не минимум. И тука треба да ова мора да покрене, за жал не го гледам, но мора да покрене една дискусија во структурите на власта, оти кај нас институциите сами по себе. Ако не ги турка некој со политичка моќ и политичка волја, нема да завршат работа. Значи не сме ние
држава која што има стара традиција на институции. Не сме Америка, не сме Јапонија, каде што Самите институции мислите да да се вршат работата без разлика дали Трамп е председател или не. Еве едем. Вие ја објавивте оваа фотографија како изгледа кога треба да се отстранува азбестно ѓубре. Да. И тоа кое што не гори при тоа, туку само е нели заради тој Само е прав, да речеме, еве кровот треба да се собере, скршена Покривот, е да. покривот, на пример, или се знае дека има некаде изложеност на азбест. И при тоа во препораките за оваа облека пишува да се користат две. Мислите една врз друга. Една врз друга. Значи ме разбирате. Значи за секој случај да нема случајно некако да не дојде нешто, да не се ослободи таква честица. И тука мислам треба да се искористи од и ние најлошото е што е според мене за нашето општество. Ај грешки, што не учиме од грешките не учиме. Во ред. Ние не учиме од катастрофите. Значи, кај нас се случуваат катастрофални работи и потоа и преку нив преминуваме. Тоа е проблемот. Значи, ај грешки да разберам, но например кога ќе се случи вакво во центарот на Скопје, од сите страни згради, од сите страни живее население, деца, млади, стари, секакви. И тука да не се научи лекцијата, што треба да се направи? Веднаш треба да се повикаат на координативен состанок во влада Министерство за животна средина, Министерство Министар за здравје, Институт за јавно здравје, инспекциски надзор и да се дадат насоки и да се менува и закони и прописи. Доктор Метов, излезе општина Центар, вчера беше и господин Герасимовски, градоначалникот во нашата програма и кризниот штаб ни рекол дека таму повеќе нема загадување така, но не се работи сега за постфестум загадување, туку за загадување кој во моментот на кога се случувал настанот, се случувало и загадување. Ако имало честички од азбест, секое дувнување ветер е загадување. Да. Значи, ако се кршеле кровни конструкции кои што имаат во себе азбест денес да дувне ветер, денеска ќе има изложеност. Значи, не знам они што проверувале, они од може би од чат. Една анекдота да ви кажам, во однос на тоа кој што проверувале. Пред 5-6 години на седница на влада се дискутира кои пестициди ги има на продукти, резидуи од пестициди ги има по продуктите и да се бара, да се наоѓа чаре, да се види, да се намали каква е состојбата се. И се бара информација од инспекторат, стига назад информација дека нема пестициди, дека резидуи нема. Се додека некој кој што ја разбира работата не подучи, не кажа дека тие пестициди кои што ги бара нашиот инспекторат тогашен фитосанитарна се пестициди кои што 30 години не се во употреба. Не разбира, значи прашањето е што барате за да го најдете. Иначе ако земете вие да барате злато таму, нема да го најдете па да кажете нема, ме разбират. Разбирам, и после од која нашиот закон и институции се полни со овакви дупки, тие луѓе што го прават тоа ретко се наивни. Многу се свесни дека они бараат, што викаат комшиите, тражи, ал моли Богу да не најде. Значи, они точно знаат дека нема да најдат резидуи од пестициди, бидејќи знаат дека бараат пестициди во употреба 10-20 години. Или надвор од сезона. Оти вегетативниот циклус на растенијата е таков да вие не можете да го прскате нон-стоп со истата работа. Сакам да речам, треба тука жив човек треба да го следи. Морам да ве разучарам бидејќи не е ова прв пат да го самиот велите, нас не се случуваат сообраќајки, не се случуваат пожари, не се случуваат загадувања, не знам, охис со чистење така и дури не се работи за тоа кој е на власт, кој не е на власт. Не се работи за тоа кој е директор на оној институт или на оваа комисија. Така е. Нашето општество не учи од грешки. Јас секогаш велам, еве, кажете ми после некој голем катастрофален пожар, да не говорам за овој што беше во Тетово, во болницата, патем биде речено, сите заборавија на истрагата, нема ништо. Ама го нема ни германскиот извештај од 7 страни. Не го ни објавија. Но сакам да кажам што мислите, колку луѓе се прашаат дали имаат апарат за гасење пожар дома. Дали е тој неопходен? Дали можда цревата во зградата функционираат за гасење? До следниот пожар. Знам. Така што, како да ви кажам, некако некој, не знам, оптимизам, уште не ми дава да се но факт е дека мора државата да го стимулира таа дебата и таа реакција општествена, бидејќи ако оставите на стагнација ако оставиме, ние тука па дефинитивно ќе тапкаме во место. Добро.
минатиот пат нешто прочитав недела или минатата недела и толку ми израдувавте со вашиот објавен текст на вашата веб страница, така, дека урмите се многу здрави. Јас дома си чувам урмички и искрено да кажам, толку се благи, а и некако имаат густ вкус, Така е. кои што кога ќе каснам 3-4 урми, Заситуваат. ме заситуваат одредено време. Не можам да кажам сега дека ме држи цело попладне, ама барем да не ашкам по други работи низ фрижидерот. Што е тајната на урмите и не ли се тие еден од оние производи кои што ги имаме во изобилие по продавници, не знам како скапи и така натаму, а луѓето Достапни се. не ги знаат, ценат. не ги ценат, да. А убавината на урмите е тоа што тие имаат, например, луѓе кои што веќе имаат некаква склоност кон благо, потреба од благо, тие се, како што рековте, Јас се пријавам одма. тие се доста благи. Прста. Тие се доста благи и може да дадат субститут за тоа, за нека да не е чоколадо, да не е нешто со шербет или било што, да биде благо, значи тоа потреба сензорна од благо да ја задоволат, но која е нивната тајна? Тајната е дека тие имаат толку многу растителни влакна во себе, да шеќерите кои што ги чувствуваме во уста и кои што ги внесуваме кај нас, растителните влакна ги одложуваат да се растворат и да ги примиме нагло во крвта. Значи, они прават едно благо покачување на шекерот во крвта по долг период и после се спушта. А што тоа е клучот, ние од Тоа значи дека дури за диабетичари се можна замена за овака инстинкт за благо. Дефинитивно се здрава варијанта. При што таму ќе кажеме да не ги претеруваат. Ќе земат, така не, таму мораме да претерате. Фуснота мораме таму да ставиме. А меѓутоа, 1, 2, 3 и уште за што друго, например, урмите многу помагаат за луѓе кои што имаат проблем со констипација, со проблем на раздвижување на црева заради истата причина. Од овие растителни влакна кои што се присутни во нив, делуваат позитивно на тоа, така што тоа е еден продукт кој што можеме да го користиме многу повеќе од колку што е пристапен. Тие доаѓаат, веројатно, јас ги гледам овие што и ние ги конзумираме се негде као од Иран, негде као од арапските земји и така натаму, таа бара посебна клима и така. И не знам зошто во Македонија не дека не се познати, не дека луѓето не ги конзумираат, меѓутоа не се некако на листата на редовни продукти. Не се, тоа е штета. А тоа е штета бидејќи може да им бидат здрав субститут на многумина, може да им помогнат и да се откажат од многу полошо, тука велино има економски кажано опортунитетен трошок, наместо да одат да јадат нешто многу поблаго, подобро е нека јадат нив. Така што сличен продукт е, да кажем, слично растение кое што веројатно е малку запоставено е кејот. Да. Мислам, и за тоа сте пишувале... Многу пати. Келјот, јас цело време го форсирам, особено кога му е сезоната, заради тоа што налик на зелка. Прво да објаснимо ти многумина ќе се збунат што е кел. Тоа личи како на зелка, само малку вака повиткани лиси и поголемо расте. Со многу истражувања тоа се смета за веројатно најздравиот зеленчук. Комбинацијата на витамини, на минерали кои што ги има во себе, начините на подготовка, ефтине во светот. Дури и со термичка обработка. И со термичка обработка ги задржува. Најздравиот зеленчук најверојатно. И сега луѓето кои ќе кажат да има отпор, нели, сега докторе ново, нешто сега постојано од кај, па сега кел. Парадоксот е дека келјот е комплетно автохтоно растение. Автохтоно Кај нас расте без проблем. Не е урма, па да не е урма, значи нема гајле. Се ние сме навикнати на банани и ги користиме многу повеќе, а келјот кој што да го фрлите семето во двор ќе расте. Оти климата му е оваа, тоа е типично медитеранско јадење. Ако земете сега, да читате списи антички грци, антички римјани, типот на храна, келјот е присутен постојано, а тоа е нашиот тип на кујна. Така што тука е уште еден производ кој што е изворедно здрав и кој што може на луѓето да им помогне и преку зимата, особено кога се оскудни таков тип на густо концентрирани извори на храна. Добро, да ве прашам, бидејќи имате огромен број на следбеници, реагираат луѓето на ова што го говорите? Ви пишуваат, мислам, на крајот постигнувате некакво влијание околу промена на некои навики, па и меѓу другото и прехранбени? Нека не звучи нескромно, меѓутоа многу. И мене тоа многу ме радува, заради тоа што споделуваат луѓето, пишуваат, например, ќе објавиме некој рецепт. И одоздоле ќе добиеме десетици коментари на луѓе како ќе го пробаат, како ќе го направат, ќе го сликаат, ќе го стават. Значи,
Има многу голем прием кај народот се тоа. Се разбира, многу е важно начинот на кој што ќе се презентира и тоа да не биде сега нешто научно фантастично, сега да не биде варена папаја, сега да не биде глупост. Не, има и такви предлози. Да, добро, значи да не имам пријателки кои што да не одиме во таа глед, нема да помине тогаш. Меѓутоа кога ќе им кажеме на пример нешто кое што било присутно на нашето поднебје и на пример нашите постари го знаат. Баклата е друг пример. Тоа сакам да ве прашам. Ај малку за баклатот и да бидам искрен, еве и јас се наоѓам во знаете како? Неинформативна зона. Значи баклата е еден од ретките припадници на мешункастите растенија, гравот кај што припаѓа, кој што е целосно автохтон. Оти гравот, нели македонското гравче, тавче како што велиме, тоа е донесено од Средна Америка. Значи тоа не е автохтоно. Ама ако отидеме илјадници години наназад, баклата е присутна кај нас и автохтона. И сега јас кога почнав да ја форсирам на Facebook да ја објавувам, многу наши повозрасни членови на фан страната се сетија. Леле, ова е тоа, мајка ми го готвеше, баба ми го готвеше. Како изгледа баклата? Баклата изгледа како нешто измеѓу грашок и граф. Покрупни зелени лисија, плодови и до ден денес на битвазар, тук таму кај некоја бабичка може да се најде. Јас немав среќа да ја најдам тука, морав да ја нарачувам од Холандија, меѓутоа ја засеав и тера. Ама нашата клима и одговара, тоа е тоа поднеби. Далматинците многу ја користат. Во Далмација се именува како боб, исто и Црна Гора. И во соседна Албанија, кај нас не знам зошто, од X причини е изгубен. Па сум ви кажувал, кај нас која стана модерна руколата, и тоа е сепак у последниве 15 на 20 години. Едно од моите баби таму викаше, абе синко, ние ова на магарињата го дававме, да сега по ресторани го служат. И она е типична за кај нас, и руколата е типична наша салата, која што диво расте и која што е изворено здрава. И она спаѓа на истата Зошто е добра баклата? Ги има својствата на ова што го рековте, грашак, граф. Многу добар извор на протеини. Значи многу добар извор на протеини и се подготвува на исти начин како има многу опции кај нејзе, она многу повеќе дава избор. Значи она може да се подготвува во самите како да кажеме, сега струмички зборки употребам, чушки. Значи значи каде што ги се содржат самите плодови, зрната каде што се внатре, значи рано додека се уште е мали. Тоа е еден начин. Турската кујна многу ги употребува така, западните кујни многу повеќе го употребуваат продуктот откако веќе ќе созрее, ќе биде голем, значи кога веќе семето се гледа покрупно. Опции милион, ама оваа година ќе форсираме бакла многу, така што ќе ја подвратиме малку на македонските трпези. Доктор Митов, многу значаен уплив, влијание правите врз нашава гастрономија, еве 3 продукти, и кељот, и баклата, и како што рековме, и урмите се разбира, да. Па имаме, значи, предјадење, јадење и десерт. Така, заокруживме. Може би денеска, што ќе готвите денеска, еве што може да готвите денеска. Ви благодарам за ова сега да ве прашам колку е здраво јајце да се конзумираат од тие доаѓа. Нема да забраниме јајца за Великден, тама работа, да. Добро, реков да не правиме. Ај мимоза салата да биде, за да биде тука некаде. Со многу марулав внатре. Така е, добро. Ви благодарам и за ова предвеликденско гостување. Се гледаме за 2 недели. Тогаш ќе провериме да видиме што има ново и на вашите веб страна, вашите консултативни совети што ги давате и така натаму. И ви пожелувам убави празници. Се враќате за Струмица, ќе одите малку на посета. Не, со мало бебе тука ќе седиме. Значи некоја Струмица ќе дојде овде. Така да. Благодарам уште еднаш. Ние одиме на мала пауза од реклами, бидејќи мојот следен гостин, а тоа е професор Јове Кекеновски, веќе во студиото, со него ќе разговараме за политика и право. Нема тука разговор за кујни и така, иако ги знам гастрономските квалитети и обичаи и на професор Кекеновски, би можело и со него да отвориме една консултативна дебатна емисија за тоа, но сепак се гледаме за 60 секунди, останете со нас.